Пештерите представуваат едни од неистражените природни богатства во Македонија. Со тајните кои ги кријат, тие представуваат вистински заборавени архиви. Ова ремек дело на природата со својата величинствена големина и грандиозност ќе ве остави без див, барем на момент, додека не ве предизвика да влезете во најголемиот пештерски отвор на Балканот, 40 на метри над нашите глави и уште 56 метри во широчина. Пештерата Пешна е долга 124 метри, а се крие во ридот Пешна на десната страна на реката Треска, на само 6 километри од Македонски Брод. Престижниот американски весник New York Times ја споредил со пештерските сцени од филмот Господарот на прстените. Археолозите се уште ги истражуваат огромните камени ѕидини, остатоци од владењето на кралот Марко, но овде може да се сретна траги на човечка активност се до антиката. Се вели дека некогаш тука се вртеле колцата на дури 23 воденици. Уште од доцно антички период има остатоци во почетниот дел на пештерата, на делот на пештерата, но и овој дел тука сега што го гледаме е од 14 век. Според народните преданија се вели дека овие два локалитети, Пешна и Девини кули, се поврзани со некои мистични тунели и кога нели ги напаѓале овие утврденија, можеле да се преместуваат жителите на ова подрачје. Самиот отвор на пештерата нуди потенцијал за пред се вежбање на спелеолошки техники кои што ни се на нас доста битни во делот со спелеологијата и истражувањето на пештерите. Самото нејзино формирање, изгледот на пештерата, биодиверзитетот заедно со нашите колеги од биолошкиот дел и нели нормално потенцијалот кој што може да се искористи. Сводот и ѕидовите се во неверојатни бои, од светло-зелена до виолетова, а внатре има извор на вода кој надоаѓа на пролет и во зима, но кој во сушните периоди потполно го снемува. Во пештерата се гнездат ластовици, а во неа живеат и лилјаци. Доволни причини Пешна да биде прогласена за споменик на природата, а со тоа да го добие статусот на заштитена пештера. Со овој статус и со напори на спелеолошките друштва, Пешна добива поплочена патека, мост за наблюдување на врутокот, заштитена ограда, капија и информативна табла која е оштетена од несовесни посетители. Вистинското спелеолошко богатство е сокриено неколку километри подоле, исто во поречкиот регион и во заштитено подрачје. Овде, во Слатина, се поставуваат новите стандарди за тоа како се уредува едно заштитено подрачје од овој тип. Со Слатина управува спелеолошкото друштво Урсус Пелеус од Скопје. Александар Македонски Брод и околијата крие уште едно природно богатство, тоа е Слатинската пештера. Што се наоѓа овде и за каква пештера станува збор? Моментално се наоѓаме во споменикот на природа Слатински извор, кој што се наоѓа во близина на селото Слатина во општина Македонски Брод. И моментално тука веќе пред нас се влезот на едно од најдолгите пештери во Република Македонија, тоа е пештерата Слатински извор и низината должина изнесува околу 4 километри. Има 3 влеза. Така. Кои од нив се користат и зошто постојат 3 влеза? Така. Постојат 3 влеза, природни влезови на пештерата. Сите тие се заштитени од страна на истражувачкото друштво Урсус Пелеус, нели нормално за зачувување на пештерата, која што е на тентативната листа на УНЕСКО за заштита. Македонските спелеолози успеале да истражат 800 метри, а до најдалечната должина единствено стасале французите, истражувачи во 80-тите години од минатиот век. По нивните чекори не можеше да се тргне без потребната опрема и задолжителната обука. Следно нешто, пред секи ти треба шлемот. Значи да го ставиме шлемот. И нормално никогаш не треба шлемот да се извади пред да влеземе во самата пештера. Испраќаме порака до нашите сотимци во истражувачкото друштво Урсус Пелеус. Кога влегуваме,
колку луѓе и колку е планирано време на истражувањето, се со цел да може да имаат мониторинг на нашата работа и да може да ја пратат, нели, се случуваат незгоди, да бидеме максимално безбедни. Со звукот на бравата од ниското метално вратниче се појави и отворот, кој бараше ползење и лазење во пештерскиот тунел. На места и 50 на сантиметри, а на зидовите, уште на влезот, накитени со украсни шпагети и по некој лиљак. При нашето движење во пештерите мораме да бидеме многу внимателни, поради тоа што во пештерите има жив свет, лиљаци како што може да видите таму, и мораме да бидеме многу тивки за да не ги вознемириме. Метар по метар, тимот го освојуваше каналот на пештерата во кој заради сушната сезона немаше вода. А како одевме навнатре започна да се појавуваат украсите. Во пештерата Слатински извор има украси од 3 групи. Украси формирани од вода што тече и вода прокапница. Украси формирани од капиларна вода и басенски депозити или сталагмити и сталактити, обединети под прифатениот назив пештерски украси, создавани од природата повеќе од 50 на илјади години, капка по капка. Александар, каде се наоѓаме точно? Ние се наоѓаме на неколку стотина метри од влезот на пештерата и ова како што гледате е нешто што ние навистина сакаме да го заштитиме и сите наши активности на истражувачкото друштво Урсус Пелеос се насочени кон едукација и заштита конкретно на оваа пештера. Час и половина ползење за само 550 метри до најфасцинантните галерии со украси. Слатински извор го носи приматот на една од најубавите пештери со кои Македонија располага, а ужива статус на заштитено подрачје од 1970 година. И едно од ретките заштитени подрачја управувано од Сдружение на граѓани, а не директно од државна институција. Спелеолошкото друштво Урсус Пелеос доби повратна порака дека посетата завршила безбедно. Но ако Пешна и Слатински извор се популарни или управувани, во пештерата Дона Дука, близу скопското село Рашче, тоа не е така. Пештерата се наоѓа на источните падини на планината Жедан, на 450 метри надморска височина, во близина на скопското село Рашче, а до неа води оштетен макадамски пат на кој нема знаци и насоки. До пештерата може да се стигне и преку неколку кози и пешачки патеки. Со нас е универзитетскиот професор Драган Колчаковски, кој што го посветил својот работен век на проучување на македонските пештери, со посебен фокус на Дона Дука. Да продолжиме во прво истражуваната пештера во Република Македонија на денешната територија. Петар Јовановиќ истражува пештерата во должина од 200 метри, а следните истражувања, 59 година објавени резултатите во едно словенечко списание од професорот Манакови, што е мојот професор по геоморфологија, истражувањата на пештерата се продолжени и вкупната нејзина должина сега на сите канали е 650 метри. Пештерата е богата и со пештерски украси од различен вид. Во хидрографски поглед, Дона Дука представува сува пештера, но богата со жив свет. Во овој посебен биотоп, значи каде што владее постојана темнина, константна температура во текот на годината околу 12 степени Целзиус, постојано влага и исклучително мало количество на хранливи материи, сепак постојат живи организми кои се присутни во оваа пештера и прилагодени на таквиот начин на живот. Дона Дука, покрај својата вредност, останува незаштитена од посетители и без активен управувач. Доаѓа местното население, овде може да забележите прави некои графити. На почетокот на пештерата се фрла различен отпад и така натака. Горе на самата пештера има некое трло или што е што директно загрозува пештерата. И од сите овие причини пред 7-8 години направивме еден мал елаборат, студија за оваа пештера да се заштити, да се прогласи како споменик на природата. Дона Дука остана зад нас чекајќи градот Скопје да донесе одлука и да ја стави под активна управа и заштита.
Трагајќи по заборавените природни архиви, патот не водеше до еден природен практичен учебник на генерации студенти на Природно-математичкиот факултет, а сега пештера чишто пристап е уништен од градежниот налет за потребите на автопатот Демиркапија Смоквица. Бела вода е пештера која се наоѓа во варовнички систем, составен од десетина пештери, распоредени во Демиркаписката клисура. Таа е значајна поради своите биолошки и спелеолошки вредности. Во сифонските делови на пештерата се јавуваат повремени езера. Создадена е со карсна ерозија во варовнички карпи со јурска старост, односно карпи стари околу 160 милиони години. До средината на 80-тите години ова беше нашата најголема пештера со вкупна должина од 955 метри. На крајот на пештерата, интересно и тоа да се каже, има едно помалечко езеро. Друга карактеристика на оваа пештера што не се располага со некои пештерски украси, меѓутоа самиот пристап до неја е доста погоден. Демиркаписката клисура е со закон заштитено подрачје поради своите исклучително природни вредности, а општинските власти без средства од државниот буџет се сомневаат дека ќе успеат да ги заштитат, одржуваат и туристички промовираат пештерите заедно со оваа клисура. Бидејќи нашава општина е мала општина со човечки капацитет, мораме да бидеме фокусирани на развој на туризмот како стопанска гранка, ама сепак едно такво контролирано развивање на туризмот со големо внимание кон влијанието на животната средина. Природата ги формирала пештерите во неубавите ридско-планински предели, меѓу клисури и речни теченија. Таков е и Демиркапискиот систем на пештери, кој се наоѓа во близина на Иберлиската клисура. Природно катче на јаворите, планинарите, искачувачи и влюбеници на природата. Туризам и заштита за пештерите и околните природни богатства се двете прашања кои им создаваат главоболки на експертите. Меѓутоа, за жал за туризам во Македонија, уредена е единствено пештерата Врело во околината на Скопје, а се користи и злоупотребува за профит. Овој прекрасен амбиент туку го се спакува заедно со со пештерите. Дали можеме да го извеземе како туристички елемент на Македонија? Да го ставиме на картата на туризмот, но пред се колку пештери поседуваме, колку од нив се истражени, колку од нив можат да бидат туристички посетувани. Проценка е дека во Македонија има околу 500 пештери, плюс минус 50, тоа точната бројка не ја знаеме, меѓутоа околу 300 се истражени. Има потенцијал и за пештерски туризам, за намена во функција на туризмот на некоја пештера, но не треба во тоа да се претерува. Секоја пештера, како што ќе видиме и истражиме, ова ќе правиме туристичка пештера. Нема потреба од 2 до 3 пештери во Македонија да се стават во функција на туризмот. Не треба да се претерува како што е случај во Словенија, ја направиле таа грешка. Имате околу 30 туристички уредени пештери, но 2 се стварно во функција на туризмот, другите многу ретко се посетуваат, да не ја направиме таа грешка во Македонија, не повеќе од 3 пештери. Сепак, разновидноста на пештерите и јамите, нивната големина и височина, пештерските канали и тавани, богатството со пештерски украси, сето тоа дава можност да се разгледа варијанта за развој на алтернативен спелеотуризам и во Македонија, но ништо од тоа пред да се систематизираат и доистражат. Нема некои поголеми истражувања на пештерите во Македонија, она што е и нема систематски истражувања на пештерите во Македонија, за жал. Се вршат повеќе стихини истражувања, што од чисто истражувачки аспект на откривање на нови пештери, откривање на пештерски канали во познати пештери и така натаму, и од аспект на наука, на истражување на различни научни теми поврзани со пештерите. Одредени објекти се заштитени на хартија, меѓутоа кога ќе се земе во пракса, далеку од заштитена е состојбата, бидејќи имате одреден број на пештери кои што се под законска заштита, меѓутоа не се под управување, односно никој не води грижа за нив. Ако ви подите на терен и ги видите тие локалитети, ќе видите дека има нарушувања и дека можеби веќе и го изгубиле статусот, односно основата врз која треба да ја заштитени. Значи тие вредности кои ги поседувале пештерите веќе ги изгубиле затоа што се уништени. Последниот збор треба да го има државата, иако ги знае решенијата со кои трајно ќе се реши проблемот со недоволната заштита, надлежните се уште молчат пред укажувањата на експертите. Формирањето на институција од типот Институт за истражување на карстот или карстните терени
е идеалното и најприфатливото решение за една ваква карстна земја како што е Македонија. Тој институт би значил дека ќе врши постојан мониторинг на карстот, ќе ги утврдува мерките за заштита на карстот и карстните води, ќе ги утврдува последиците кои што може да настанат од загадувањето на самите карстни терени и нормално ќе предлага мерки на самата држава кои што треба да ги спроведе во интерес на подоброто утре за вода за пиење. Научниците ги вреднуваат пештерите како природни подземни лаборатории. Од голема важност е фактот што пештерите и другите процепи во варовничките карпи се директни носители на системите на подземни води. Пештерите во себе кријат тајни, постари од сите пишани истории за нашата држава. Потребно е пештерите и да ги изучуваме, но и да ги заштитиме. Преку проучувањето на земјините длабочини го продлабочуваме знаењето и за нашето постоење.